Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Добро вечер, почитувани за многу години, Христос се вознесе. Денес се православните верници го празнуваат празникот пренос на моштите на Свети Николај Чудотворец Мириклиски, во народот познат како Летен Свети Никола. Во 1087 година моштите на светецот биле пренесени од Мира Лекинска во Бари, Италија, за да бидат спасени од разорнувањата и нападите во тој период. Се верува дека при пренесувањето се случиле многу чуда и исцеленија, а мирото од моштите носело благослов и надеж меѓу народот. Свети Никола останува символ на милосрдие, заштитник на патниците, морепловците, сиромашните и сите кои со вера му се молат. Овој свет ден не подсетува дека добрината, љубовта и помошта кон ближниот се на големите човечки вредности. Каде што има вера и чисто срце, таму Божјата милост никош не згаснува. За многу години празникот Свети Никола Мириклиски Чудотворец. Добро дојдовте во пригодната емисија посветена за 26-тиот роден ден на интерактивната трибина Гласот на народот, чиј автор и уредник сум јас, Слободан Томич. Не би сакал еден джингл, бидејќи сакам континуитет пред да ги поздравам моите соговорници, кои ќе го задржат вашето внимание, апропо актуелните случувања извидувања. Но една мала дигресија. Зашто и како се роди овој проект? Овој проект се роди прво по Божјата волја, бидејќи Гласот на народ е Божји глас. Бев во Тајван 2000 година со една група новинари, 33-4 бевме и се вративме. Имав една прекрасна репортажа, работев на македонска телевизија, но таму бев новинар фокусиран само за политичкиот амбиент во државата и се тоа. Сакав да излезам од таа рамка, да бидам тоа што од секој сум бил, независен. Да зборам за мојата и вашата Македонија, без влакно на јазикот, да зборам за криминалите, да зборам за добрините, да зборам за патриотизмот, не на батерии, не на таквите кои ја сакат Македонија само од своја лична бенефит и интерес, кои умират и живеат за Македонија. А такви има многу илјадници кои ги дада своите животи, екс моменте кои навистина има македонци и во ова време денеска, меѓутоа тие за жал се тргнати на страна. Живеат, така наречени екопатриоти, на батерии или со лепливи прсти, кои Македонија сакат само од свој личен интерес. Но еве додам уште малце за тоа, тој тајм да е втори времеплов. Мојот татко, Бог го прости, Станислав, во една прилика рече: Слободане, направи си една емисија, нека се вика Гласот на народ. Ме насмеа, бидејќи јас тоа го замислив и така. Се вратив во Тајван, имав една, реков, еден прекрасен материјал. Починатиот премиер
и мој добар пријател Никола Клюсев, министер за одбрана, или Абе Слободане. Зошто не ја дадеш та репортажа на каја друга телевизија? Дојдов тука, се викаше Мозон, потоа јас ја прекрасно ви рече во АТВ и ми дадоа со две раце отворен простор и ја отворив емисијата токму на овој простор кај што вечерава ви се обраќа. Од таа дистанца до денеска променив 16 телевизии. Знаете зашто? Зашто никој не ја сака правдата, никој не ја сака вистината. Никој не сака да му кажеш она што го боли, а во штета на народот тоа што го прави. И така, навистина, повеќе имав падови, отколку успони, но во оваа телевизија, овој проект учествуваа 5 државни секретари на Америка. Ричард Холбрук, Колин Пауел, Медлин Обрајт, Лоренс Иглбергер, Сайрус Фенс. Значи, Сайрус Фенс го зимам како детај, кој навистина, тоа е една историја своја, и да не речам, многу политичари од светски врв, светската политика. Тоа што го правеа за гласот на народот, тоа не го дадоа на ние на телевизија, бидејќи бев слободен да објавам и една интересна случка, кога времето на СДСМ се продаваше името под маса. Тоа ми го изјави лично Метју Нимиц 2005 година во една ексклузивно интервју дадено не во тајност, туку ме викна насамо во Гранд Хотел, сегашен Holiday Inn, во Огниште, и таму кај што се сретнавме 94-та, веднаш по неговото наименување да стане асистент на Сайрус Венс, и тука беше нашата средба која ми кажа: Слободане, политиката на СДСМ е таа што веќе името се дава под маса. И навистина политичката партија ВМРО-ДПМН се бореше максимално да го белодени тоа, се тоа што се случи и доби на избор. Само тој совет мен ќе ви го дадам, со оглед дека навистина жалам што мојот најсакан син не е со нас, а тој е голема мојата десна рака на овој проект. Без Ѓорги Томич оваа емисија не би била толку ексклузивна. Му благодарам многу штенашка на мојот починат син и ја посветувам оваа емисија токму за мојот син. Да ве поздравам моите сработници, мојот главен продуцент Кристина Томич и дизајнер на моја емисија, Ивана Алексовска, главен инженер, и нашиот битолчанец, прекрасен Владимир Котевски, кој е програмски уредник. И по джинглот се враќаме во студиото. Останете со нас. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Најголем избор на ТВ канали вклучени во преплатата. Гледај над 300 ТВ канали. Враќај програмата во живо до 7 дена наназад и уживај во видеотека со над 10.000 филмови и серии. Искористете ексклузивната можност да ја пробате нашата стриминг платформа Move. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, драги мои, емисијата ја посветив за актуелните збидувања од државата. Видовте што ни се случија во овие изминати денови, да се само овие изминати денови. Откако дојде ВМРО-ДПМН на власт со своите коалициони партнери, новинарска забелешка, навистина, јас очекував и народот очекува да ги види сите овие људождери, како не знам кој збор сега да употребам, кои изоставија, ја упропастија Македонија, ја предадоа Македонија, за веки веков, и натаму трубаат, лајат, народна забелешка, со оглед дека народот веќе му е боктисан. Имајќи факт дека бркавме еден бегалец кој ја упропасти македонската економија, Васко Ковачевски, викан Колбасо, со големата афера од 167 милиони евра, и на крајот испадна без обвинение. Нели тоа ве боли? Меѓутоа, кога ќе земете дека обвинителството и судството се партизирани од СДСМ и ДУИ, неме одговор. Затоа вечера, почитувани и за пропо и бугарскиот диктат, и поканив Маријан Ѓорчев, амбасадор, добро вечер и добро вечер. Добро најдов. И магистар Спире Мавровски,
поранешен директор на производство на Рек Битола. Добровеше и Добровеше, слава. Господе, јас да почнеме со ова најактуелното со бугарскиот диктат, кој зима замав, се повеќе и повеќе слушнавме големи гротесни амбасадоре. Сега слушнавме за мене гротесна од Фридрих Мајнц, кој дава идеја како Македонија да не влезе во Европската унија, од друга страна Украина да биде по најбрзата патека вклучена во Европската унија. Ми дава за право еве вас како амбасадор, кој бевте во една држава, кај нашиот источен сосед, кој ни става сопки, што не се сопки во секој случај, тоа е масло меѓународната заедница или маша која користи Бугарија. Вашиот коментари молам за повеќе. Најнапред околу тоа што представува нашиот проблем во чекорењето кон Европската унија, тоа е декларацијата од јануари 1992 година на тогашната Европска заедница, тогаш беа 13 членки, кои што решија дека нашата македонска држава не може да чекори на патот кон ЕУ доколку не го промени името, дури да не го содржи ни името Македонија. Тоа е основата на проблемите и тоа е ништо не се променува во Европската сегашна Унија, после 93 година, после Мастрихт, истиот концепт е. И тука имаме една замена на тези за таа волшебна формула владење на правото, кај што европските великодостојници ја применуваат за една земја на еден начин, за друга земја на друг начин, за трета земја, конкретно нашата Македонија, на сосема, би рекол, од наш македонски агол, погрешен начин. Зошто? Тоа не е владење на правото што го применуваат за Македонија, затоа што кога една унија, која што пледира дека најдемократскиот, најразвиен западен свет, политички го толкува владењето на правото и си ја негира одлуката на својот суд на правдата во Хаг, формиран токму за тоа, кој што на 11 декември 2011 година кажа дека имплицитно, треба некој да чита, но имплицитно Грција не може да блокира Македонија во било која меѓународна асоциација доколку го употребува акронимот поранешна Југославенска република Македонија. Но тоа за челниците на Европската унија тогаш и потоа и денес не важеше ништо. И од тука е проблемот. Дали кочница беше 26 години Грција или сега веќе 8 година Бугарија, не е битно, утре може ќе се јави Албанија или ќе се јави можеби Србија, не е битно. Битно е дека тие држави околу нас, Бугарија и Романија, сега Албанија членка, Србија и Црна Гора, односно кандидат членка, Србија и Црна Гора, со проблематични ситуации со нивниот територијален интегритет Србија, заради решениот проблем со Косово, кој што е многу поголем проблем од нашиот спор со Грција, 2013 година Европската унија како piece of cake им даде право да почнат преговори. Иако немаат решен територијален интегритет, иако имаат спор со друга држава која што Европа ја признава. Црна Гора, од делот на криминалот, исто така многу помалку реформирана од Македонија, 2012 ги почна преговорите, а Македонија има пресуда, а непочитувањето на пресуда на судот од Хаг е значи негирање на владењето на правото, негирање на европскиот аки комунитар. Токму затоа Македонија има проблеми и токму затоа Бугарија, која што има 150 годишна национална стратегија за македонското, така наречено македонско прашање, си го толкува тоа. И ние пак ќе се најдеме на истото дередже, јас старински збор ќе употребам, ако повторно продолжува блокада и ако продолжи Европската унија да наметнува сега стандарди, вештачки стандарди, Украина која што морам да кажам нема исполнето ни стоти од копенхашки критериуми и во делот на криминалот, корупцијата, владење на правото, демократите, нивните стандардни флоскули и во делот на територијалниот интегритет, се повторува Кипар, се повторува прашањето на тој дел и Македонија повторно е сега ставена во тој сегмент кај што ние треба повторно се докажуваме, да се реформираме, а никој не каже што е реформа. Реформа што е? Промена на формата. Формата кај нас е капиталов односот, либерален, демократски, парламентарен модел, кај што владее приватниот капитал, Македонија 98,7% приватизира. Што е проблемот? Само реформи правиме и сега пак не бараат реформи, денек реформите биле услов за да влеземе во ЕУ. Па како Бугарија влезе
во ЕУ со нереформирано правосудство и со обвинител биран на социјалистички И терен. најголем криминалитет. И како влегоа други земји, да не говорам сега, Кипар како влезе со кај што турското мнозинство на население, мнозинско население на Кипар, турците се мнозинство, немаше никакви права и плюс има демаркациона линија меѓу кај Никозија, сум бил таму и на едната и на другата страна како министер и знам колку е тоа болно за тој народ таму и за грците и за турците. Така што ова сето што се кажува нас, а она што боли најмногу се ние македонците не сме единствени, не застанавме да кажеме чекајте бе луѓе, да еднаш да направиме позиција, ги изгазивме црвените линии од 2021 година, една политичка гарнитура си зема за право да решава без другата политичка опозицијата во тој момент решава дека може да прифати преговарачка рамка апсолутно противна со европскиот законник и комунитар и во член 2 и во член 4 и во член 49 јасно се кажува за вредностите во договорот за Европската унија. Кои се вредностите на унијата во член 2, во член 4 дека она што нас ни го дават како малцински прашања, такво нешто не постои во ЕУ и во член 49 кои се врските и кои се правата и за Бугарија и за Македонија во наш процес на проширување. Едноставно, многу вештачки, многу непринципиелно, многу недолично и спротивно на европскиот закон, челниците на Европската унија, дали пред 5 години или пред 8 или пред 10 и сега, јас ќе кажам и утре, слободен сум да кажам, ќе играат истата игра, да не убедуваат со една флоскула, подпишавте, исполнувајте, и ако им кажете, ама тоа не е согласно вашиот закон, тоа на никоја друга држава не сте го даде. Грција не признава национално малцинство, Бугарија не признава национално малцинство, не признава колективни права, зашто само Македонија тоа да го прави? Тие само каде со раката и кажат, не ги гледајте другите што прават, вие завршете си работата. Тука е македонската болка, кога опозицијата сега, конкретно СДСМ, зборува дека ние треба да го направиме тоа спротивно на европскиот закон, треба само да застанат зад владеачката позиција и да кажат, ние се согласуваме, Македонија не може да биде исклучок од правилото, затоа исклучокот од правилото ќе потврди дека Европската унија не е во право. Во контекст на тоа и денеска излезе еден предлог повеќе пати за обединување. Господин Мавровски, можем ли и вас да ве вклучам во овој разговор со оглед дека заеднички дебатата? Тој дискутираше во парламентот нова тема, многу пати. Знам дека доста бевте активни години наназад. У контекст на се тоа, денеска ВМРО преку својот представник излезе со предлог и порака до СДСМ, зошто не се обединиме во однос на националната стратегија? Особено кон ова, кога Венко Филипче вели, нема да има проблем ако бугарите ги метнеме. А знаејќи која е стратегијата на Бугарија, и што ова ќе завршам, на денешен ден 2022, тет-а-тет средбата меѓу Румен Радев и Бујар Османи беше вака, ќе парафразирам. Внесете ги бугарите како ние што сме внесени во Уставот на Македонија. Значи, веле предество, број 1. Веле. Значи, многу пати со господинот Ѓорчев сме разговарале за овие проблематики. Уште 2003-2004 година проблемот е сепак кај нас. Во нашата политика, во нашето сознание и во нашата љубов кон татковината во основа. Значи, не можеме кога едни луѓе се на власт, една политичка партија, опција, како сакате крстете, се да прифаќа и после тоа виновни да бидеме ние, затоа што не можеме да го спроведиме тоа. Прво е затоа што не сакаме, и второ затоа што не е ни морално, не е ни исправно, ниту Македонија ја води во напредок. Тука јас немам никаква дилема, то истото што кажа господинот Ѓорчев, сум го правил многу пати муавет кога сум стигнал и со дипломати, дали биле амерички, дали биле бугарски. Имавме една можност кога беше тогашниот премиер на Бугарија, саксо-бугарски, така да нашето беше поинаку. Значи, ние како ВМРО дојдовме во една ситуација да видиме сега на работна страмот во однос на Бугарија, а некој што од кој постои како партија и пред тоа од 45-та, кој било секојаш против Бугарија, сега го бара ова од македонскиот народ и од нас како партија, да прифатиме све во однос на бугарите. Значи, реципроцитет мора да има. Ако тој го нема, а никој не го бара, рековте, во Европска Унија, не гледам ние зошто би му дале на некој нешто што не му припаи. Значи, ние
генерално сите права на сите граѓани во Република Македонија и отпојке се исполнети. Ние како македонци, само ние може сме со цртичка поставени сега, другите сите се нагласени, дали се грци, роми, не зборам за албанците, тие веќе како конститутивен народ веќе се гледат. Ова држава сепак мора да има некој кој што е, да речем, ние немаме друга држава. Ова што пак СД се откажа од грчкиот дел, од Беломорска Македонија и од тие луѓе што живеат таму, а гледам дека нивниот дух е многу поголем од нашиот, то ме радва, до кога ќе види сето тоа, кога ќе се издржи, ама тоа е само дух, а право, значи, било што да побараат, значи, сум имал пријател таму, што беше градоначалник, и побара да се учи на македонски јазик. Пандова Шлаков од Овчарени, доби таков јазик нема, не постои. Мојот пример со него беше многу едноставен. Тој го прашва како е ова, пегла, за пегла. Тој му вика, ова е утија, абе на грчки, јас не знам, вика. Како го не знаеш? Така вика, јас учев, како што ми кажува, дома. Родителите, дедо ми, баба ми, и тој јазик е тој, вика. Нашиот јазик. А ние сега овде си дозволуваме, значи, кој се чувствува бугарин, апсолутно на никој тука нема спорно. А ние додаме во ситуација сега. Словенците конститутивен, хрватите, србите, значи, се што може да има во Македонија, сега сем нас. И сега ние сакаме утре ова да го направиме некако поинаку да биде. Еве ги сега СДС, класика. Ова што кажа ти, добро е така да се седни на маса и знае господинот Јорчев, тој муабет е правен уште 2002, дајте да седниме, да кажеме до кај се црвените линии на Македонија. Ова до тука да, можеме, ова од тука натаму не можеме. Значи сите имаат црвени линии кон нас, а ние немаме никако. Сем зелено, колку може да газат на кај нас, ќе газат. На крајот кој добива? Ние губиме, дефинитивно. Кој ќе добие? Да. Господин Ѓурчев, во контекст на сето на Чучук денеска излезе или вчера со една изјава, не само тоа да бидат внесени во Устав, туку како државотворен народ. Истиот тој што беше специјален известувач за Македонија, така, европратеник. Кој е вашиот коментар со оглед дека тој бугарски турчин, од бугарски така му доаѓа? Тој си е турчин. Турчин од со бугарско државјанство по наши стандарди, така е. За подсетување, сеќавате ли кога Бугарија населно ги менувале презимињата на турското малцинство до Едрен, до... Абе ги избркаа во Турција кога нас. Како ја доживувате и ова ситуација, како што реков на денешен ден пред 4 години, Бујар Османи и Румен Радев тет-а-тет се договорија бугарите да влезат во Устав како албанците. Какво е тоа нагадавање на таа шверцерска комбинација на политика водење? Од друга ситуација ве сега пред некој ден замина за Брисел, кој тој протокол му организира амбасадор испратен од Македонија, ќе повторам, македонски амбасадор во Брисел од албанска националност организира средби на човекот кој го подпиша диктатот бугарскиот и денеска ува не го лази, организира и натаму демонстрација. Еве 3-4 прашања ми постави воено, дали може тие да влезат како државотворен народ, после ова бане што они барат прво устав, после државотворен? Значи, најнапред околу Чучук. Тој беше еден од водечките личности во партијата Движење за права и слободите, на таа е бугарска партија за својот устав, меѓутоа во неја членува во најголем дел турци, во делот на Јужна Тракија, кој што гравитира кон границата на Грција, Крџали, Смолен, Ивајловград, тој дел до турската граница. Тој е либерал, оти таа партија беше либерална, од нивниот водач Ахмед Доган, но со вешти манипулации, таа партија е растурена, таа не е ни парламентарна партија веќе, и во најголем дел тие што беа добрите представници, како Чучук, кој што е виден европарламентарец, го се префрли во партијата на Дељан Пеевски, кој што е еден од најголемите олигарси на, можеби,
во југоисточна Европа и кој што е бугарин пород и кој што трансформираше таа партија во либерална партија за Алијанса за права и слободи. И не ме изненадува, затоа што веројатно Чучук си го гледа своето место долги години или децении во Европарламентот. Алијансата за права и слободи е сега една силна партија со 20 на представници во бугарскиот парламент, а турската, буквално партијата која што ги бранеше интересите на турците во Бугарија, веќе на некој начин е згасната. Така што тој јасни ми се стратегиите на бугарската држава, но исто така јасни ми се стратегиите на лицата кои што си дозволија да направат катастрофална грешка и тоа треба да се именуваат, затоа што тоа е на некој начин велепредавство. Тоа што го направија и Заев и Димитров на почетокот, а потоа новиот премиер на Македонија, Бујар Османи, овој што беше Ковачевски премиерот, Бујар Османи, министр за надворешни работи, и Маричич, тогаш секретаријатот за евроинтеграција, тие 5 луѓе ја направија целата оваа уйдурма околу и бугарскиот договорот со Бугарија, кој што е апсолутно штетен за Македонија. Апсолутно штетен, нереципрочен, штетен по однос на тоа што става во, уште еднаш ќе кажам, нешто за дискусија што воопшто не е предмет на процесот на проширување. Значи, тоа е нешто што е вон тој процес на проширување и тука нема што да се дискутира, а околу тоа дали бугарите треба да бидат државотворен народ, ние треба да кажеме дека во уставот на Македонија, убаво кажа, јас го наречам Спире, ние сме пријатели, значи убаво кажа Спире, значи тоа е однос кон него како човек, значи работата е дека бугарите се во уставот затоа што во нашиот устав тие имаат и колективни и малцински права. Кај нас не е пречка тие да се соберат во здруженија, клубови, кај нас не е пречка тие да се организираат, дали бугарите од Босилиот кои што живеат во Македонија да се организираат вечери, ручко, јас како градоначалник, тоа се ми го возможувало во мојата општина. Не е пречка тоа да го прават на некој начин со почит на тоа што како македонски граѓани со бугарско самосознание го нарекувам тоа јас. Но пречка е кога тие сакаат да бидат државотворен народ затоа што бугарите во Македонија во период 41-43 година не се бореле да Македонија да биде држава, туку се бореле Македонија да не биде држава, туку да биде дел од Бугарија. И токму затоа не може да биде државотворен, од преамбулата го испишува историскиот приказ на настанокот на македонскиот народ. И тука бугарите не припаѓаат. Тие се навистина граѓани на Македонија полноправни, меѓутоа треба да кажеме дека исто како што нибалистите, Джемо и Мефал не припаѓаат, исто така и бугарските фашистички единици не припаѓаат кон тоа. И тука треба да бидеме јасни. За тоа дали некој треба утре во уставот да се направи промена, можеби, како што предложи премиерот Мицковски, кој ќе ги завршиме преговорите, ако е тоа некоја рамка кај што ние треба да дајме дел од суверенитетот во наднационалното тело на Европската унија во Брисел, покрај ние тоа што да смениме членови на уставот да даваме суверенитет во делот на одбраната, во делот на други работи на внешната политика, тогаш ние треба од сите сме ние полусуверени држави веќе во Европа. Дали во одбраната, во монетарната политика, во зелената енергија, сите некој нешто подпишуваме протоколи, договори со кои што стануваме полусуверени, но веќе кога го минуваме, а ќе мора да го смениме уставот, тогаш во договор со Брисел, како идна полноправна членка, може да постои елемент за она што представува промена на уставот, бугарите врз устав, и тој е идеален предлог што го даде ВМРО-ДПМН, да може да влезат во уставот, но тогаш кога Македонија ќе стане полноправна членка на со одложено дејство, тогаш да седиме на иста маса, јас, вие, Спире, тие да седат Чучук и сите и да разговараме на исто столче. Сега сме ние на некој триножец од тие старинските, а тие се горе на некоја друга позиција. Затоа не може така да биде третирано тоа. Почнувам само за едно разбирање. Сака да ме завалам да емисијата е формат 90 минути, 60 минути ќе одиме со политичките активности, а останатите 30 минути ќе одиме за електроенергетскиот систем, енергетската ефикасност, самостојност на Македонија. Тоа ќе го продолжам со госпожа Спире Мавровски. Одиме со политичкиот дискурс, рекоме за двојните стандарди, нешто за вишеградската група, да бидам искрен, Петар Маѓар, или исто партиски член на Орбан, кој гледам, која глорификација му удира
За мене се блокадери. Ако ми дозволите новинарска констатација, овој тип на Филипче, на таа негова групација или деташирано студио на Сорос, бидејќи тие одат со една диригинска палка или куклари, диригирани од кукларите и треба да прават како што треба. Дали гледате дека има хаос во Европската унија, со оглед дека Вишеградската група која е благо наклонета, не благо, повеќе наклонета кон Македонија и Балканот, не оди по стапките по директивата на големите држави, Германија, Франција и така. Вишеградската група покажа дека има протиставени стандарди од оно што представува како еден дел од Европската унија, 4 земји Полска, Чешка, Словачка и Унгарија не се залагаат да влезат во еврозоната и не се залагаат за промена во Шенген зоната. Значи тие си останаат доследни да си ги применуваат своите злоти, форинти, си остана како валута, не го прифатија еврото и не сакаат да Па и бугарите правеа револуција, не се го сакале еврото. За кратко. Не, сепак се еден друг менталитет, има друг менталитет, но овие 4 држави покажаат дека да, ние сме дел од Европа, ние ги подпишавме нашите односи кон надворешна политика на Европа, одбраната, владењето на правото, демократијата, 4 стожери на Европската унија, но во делот на оно што представува монетарна политика, да, че почитуваме изградба на силна, стабилна Европска унија во делот на финансирањето, но доноците и онака и во Европската унија даночната политика не е унифицирана, секоја држава си води своја даночна политика. Во Европа нема еквилибриум помеѓу фискална, односно помеѓу финансиска, монетарна и фискална политика, даноците. Секоја држава во Европа има различни даноци. Затоа имаат многу луѓе европски граѓани одат да живеат во Монако или Монте Карло или други држави кои што даночните, да речеме, даночните такси, даноци, односно се многу помали. И во тој контекст тој дел Вишеградската група или тие 4 држави од северот, значи од Северното море до границата со поранешна Југословенска федерација, до границата со Србија, тие се сепак еден блок кој што си имаат свој, пак да кажеме ви, своји видувања на иднината нивна и на европската нива. И Петар Маџар, тој пред 2 дена го читав, кажа отворено, војната во Украина ќе заврши, меѓутоа географијата нема да се смени. Ние диверзифицираме нашиот внос на енергенти, но најблизок, најевтин во моментот, а веројатно и така ќе остане, ќе биде увозот на тие енергенти од Русија. И зошто тоа да не го искористиме за доброто на унгарците, тоа го велат и словаците, тоа го велат и чесите. Па и французите и германците на крај. Не и да ви поможам, значи во моментот 70-80% повторно се зема од Русија. Затоа што сериозен е проблемот со Ормудскиот залив и војната меѓу Иран и САД, значи тоа станува сериозен глобален проблем. Европа нема друго решение, значи она решение со гасот од Америка, па во замрзната состојба, па повторно ќе оправиме. Тоа не, тоа е скапа инвестиција. Тоа едно е скапа, сега е невозможно веќе. Значи, овие услови тие веќе ги имат направено. Имат гасоводи, имат све. Дружбата е тука, значи во случајот се појавува и Турција на помош, пошто зборуваме за Европа. И сега пред емисијата последно е ово, не знам дали господин Ѓорчев го слушна ова, последното е 6 милиарди евра инвестиција за газ од Албанија до Украина. Американска инвестиција во Валона, од Валона тргнува Албанија, Грција, Бугарија, Румунија, Молдавија и завршува во Украина. Без Македонија? Па сега ние отворивме вчера еден далековод да правиме до Албанија, 400 киловолти, што требаше да биде готов до сега. Тоа ќе биде цевково, значи. Да. И тоа е и војна насока и во друга насока. Секогаш е така реципроцитет, затоа да утре ако имаме можност, значи може и од таму да се земи. Но ситуацијата е кај сме ние во целата. Значи овие сите што ги кажуваме, сите се као загрижени за нас, као ние имаме, ова е, како рече, ова е економија. Овде се чисти односи, значи нема ни малцинство, нема ни ништо. Но еден крак и да не поминува низ Македонија,
еден крак мора да заврши во Македонија. Значи, ние чекаме од Грција, правиме договори, правиме сега ќе пуштиме ТЕЦ Неготино, ќе направиме ова, ништо не е тргнато. Само ќе да завршиме еднаш со оти, еве, помина 30 и кусуро години, 35 години, ние сме на Значи, не видовме никаков ефект, убаво е ова, ќе ви дајме, ќе направиме, не видов с некој да даде, да направи. И само едно подпишавме, што кажа господин Ѓорчев, подпишавме како за другите работи во Дубај, дека ние сме спремни за зелена енергија, готово 2030 се ќе исклучиме ако треба, и вечерта, само ова да ви го кажам, значи ова е вистината, вечерта беше 4 милиарди ни беа дајни, ама не ни беа дајни, туку беа кредит. За другиот ден сабајле, кога се подпишваа со овие стручаците, што ги кажувате преге, да не го клам името, стана 3 милиарди кредит и тие се обврзаа дека ова ќе го направиме. И сега, зашо разговараме ние? Ќе го угасиме регбитола до 2020. Точно, за тоа е муабето. Така, и за ова ќе добиеме 3 милиарди кредит. Од каде Македонија ќе ги врати парите? Ако треба, сега, башка тие 3 милиарди кредит, ако ние сега треба да купуваме како што купуваме струја, кај ќе ни види крај. Ова е сериозна работа, али ова е уште посериозно, кога имаш пријатели, ако ги имаме како пријатели, да се прави еден толку крупен објект и да те одмини, а врви тука, значи не е во ред. Илустрација, нешто прв пат во вашата емисија сега, се знаеме многу години, нели, што Да. јас и вие и со Спири исто така, за една изјава на академикот Воденичаров, кој што го носе во Кабадарци, за посета на регионот, за посета на можностите за развој, беше во Македонската академија, беше кај председателот Иванов, и тој беше доктор по науки, академик за нуклеарен физичар беше Воденичаров. И тој каже една работа која што Спире тука е начинот, ако правиме проекти да ги правиме, века ние во Бугарија имавме нуклеарна енергија Козлодуј, во кој што ни носеше некаде околу 5 до 6 милиарди евра извоз на електрична енергија. Ни ги угасија, не оставија само вика на 2 атомски реактора, ни го намалија приходот од 5 милиарди евра од Европската унија, а ни даваат 60 милиона евра како субвенција за тоа што ни земаа 5 милиарди евра извоз на електрична енергија. Затоа вие на Балканот тука, јас вика се знам и со Српската академија, со луѓето од Босна, со луѓето од Српска, вие треба да направите заеднички проект, затоа што јас сум вика нуклеарен физичар, најевтина енергија е нуклеарната енергија, ама е многу скапа да ја изградите. Треба да ја изградите заедно Србија, Црна Гора, Албанија, Македонија, Босна и Херцеговина. Зошто? Затоа што во Србија имате наука нуклеарна, ние ќе помогнеме со нашето искуство и може да направите, како што правевме ние во Белене, не 2 реактора, во Турција се прават 4200 мегавата, исто можете вие да ги направите тие 4 и сите со 4800 мегавата вие да имате сите држави освен Босна, ни Црна Гора, ни Србија, ни Албанија, ни Македонија немаат електрична енергија. И така ќе си го решите за 50 години проблемот за електрична енергија. Ова прв пат го кажав, што Воденичаров беше соработник на Американската академија на науки. Тој имаше правено проекти, соработуваше со американците, тој беше мој долгогодишен пријател и јас ова немаше на кого да му го кажам во тогашната македонска влада. Така, сега морам само да те дополнам. Да. И за човекот, значи тие му исклучија тие реактори и исти реактори работат само со америчка опрема. Продолжија да работат дефинитивно. Со Вестингхаус, да. Така, Вестингхаус, ова беше забрането. Е сега, големиот проблем, значи Европската унија. Затоа го начнав да знам дека ќе се вклучиш. Не, го начнав да ви кажам. Тие беа на 33% 90-тите години, стигнаа сега на 15% и господјата фон дер Лајен. Значи тоа е најново, пред една недела може има. Значи враќање, тој почина, али ова вика враќање на нуклеарните реактори назад. Белгија во моментот, ова е најново, Белгија во моментот од 7 2 работат. Но во приватно што беа даени,
се државата ги Само купува два им назад. работат. Иначе Само Белгија два беше работат. најразвиена и ден им свете се листа на автопатиштата. Така е, се гледа од месечината, вика само тој автопат светеше. Тој автопат Така. свети. Јас сум возел. Ете така. Јас сум возел Е, из сега, Белгија. Да. Следното е единствени што задржаа се французите. Да. И французите сега му продаваат електрична енергија на германците, На сите, нуклеарна. на цела, да. Ова групата што ја кажа сега, му продава термоенергија на Германија. Полска, И најмногу Германија, Полска и Германија во моментот плаќа најскапа електрична енергија, како во времето на кризата, и Германија е далеку од она што беше, да речем, лавот во Европа. Значи, полека, кога економски вас ве ослабнат, вие не можете да видите тоа што сте биле. Ние сега, рачунајте да ги немаме и рек Битола, а ќе ги немаме, како што оди вака работата, ќе ги немаме. Прашање е кога, треба некој да сака, треба да знае, и што викаме сега, веќе и кредитите, тоа што можеа овие стручаците претходно да земат нешто, не зедоја. Сега и кредити не можете да добиете, затоа што тоа е јаглен, затоа што тоа е загадување, а одиме на газ. Гасот е исто слободен гориво што не е еколошки. И неговиот век на траење 2040 година. Ние немаме уште почна да донесеме газ, а не да направиме гасни електрани и да ја гасифицираме цела Македонија. Да. Имаме сериозен проблем. Со оглед дека ќе го имаме вториот дел исто е енергетскиот темите на енергетиката, политиката, актуелните збидувања, ако ми дозволите, бидејќи самата тема е како што кај Македонија меѓу бугарскиот диктат и европските уцени и криминалот кој што ја јаде државата. Зошто амбасадоре никако да немаме една симбиоза, една заедничка платформа во делот на националната стратегија? Премиерот Мицкоски со сета почит кон него на Разловци, на 150 годишнината од Разловечкото стание, упати силна порака за обединување. Македонија, секојаш кажав, почитувани, главниот носител на сета собственост е Македонија, куќата Македонија. Сите политичари, вклучувајќи мене како мојата маленкост како новинар сме наемни работници кои работиме за Македонија. Ако не знаеме да работиме, Македонија може веднаш да не напушти. Значи, зборот ми е ја малтретираат Македонија, од која е причина? Од своји лични бенефити. Како толкувате ова? Никако до обединување. Ефтини памфлети, меѓусебно препукување, кој не држи вода. Еве спомнав на почетокот да направиме заедничка стратегија и да излеземе со еден беден према меѓународната заедница. И поинаку ќе се однесуваат. Еве како искусен политичар, амбасадор, толку години двајцата сте им во македонската политика, на што се должи? Имаме ли шанса да направиме тоа час поскоро, па да бидеме поинакви во очите на меѓународен фактор? Промената на системот во 90-та година ја покажа во вистинска светлина и ги истакна сите проблеми кои што ги има македонското општество и кои што ги имало уште од Народна Федеративна Република Македонија, кај што во изградбата на социјалистичкиот човек, кој што исклучиво се грижи за класна солидарност, се потиснале по тепихот сите проблеми на етничката политика, на верската политика, на културната политика, и потоа се одело до 90-та година на база на потискување на тие проблеми да не ги решаваме, туку ќе правиме промена на уставот, па 60-тите години, па 74-та година, па дојдовме до тука, ние да го направиме нашето устав 91 година. Но тој проблем постои. Зошто? Затоа што самата Унија и самиот модел на либералната демократија ја потикнува етничката политика. Како што на крајот на односно средината на 19 век биле потребни нациите, како што вели Мацини со Гарибалди, сега ја ослободивме Италија, ајде сега да направиме италијанската нација. Така сега етничката политика на крајот на 20 век почна да ги руши слабите национални држави, кои што немаат сила да се одбранат својата нација, и се промовира мултикултурата како либерална доктрина која што треба да владее пред се и тука кај нас промоциите, Соросоидите,
од отвореното демократско општество, почнат да го наметнуваат моделот Македонија не може сама да опстане како држава, таа не може сама да ги води политиките, потребни се камшикари, потребни се водачи и само ВМРО ДПМН од 90-та година сега говорам, првата колумна што ја издаде тогашниот председател на ВМРО ДПМН Љупчо Георгиевски беше национално помирување. Никоја друга партија не изнесе теза за национално помирување. Тоа е факт. И потоа, за време на војната 2001 година, ВМРО ДПМН ги повика СДСМ, јас бев во тој тим од 5 души што преговаравме со господинот Црвенковски, Шекеринска, Ѓорѓо Спасов, Тито Петковски, од наша страна бевме Георгиевски, Димовска, јас, Војо Михајловски, седевме, разговаравме како заедно да се обединиме, не се согласивме. Па потоа дојде времето на 2015 година, кога самите си ги имплантиравме синдромите Викиликс и Сноуден во Македонија, па си го растуривме безбеднициот систем преку шарена револуција. Значи, едноставно, ние националното помирување го турнавме под тепих и одевме на разградување преку антикомунизмот и градењето на плукање по се што беше во таа Народна федеративна и социјалистичка Македонија, на сите вредности морални, на сето оно што представуваше индустријска база, тие што работеле во индустријата, во машиноградбата, не во машиноградбата, простете, во машинската индустрија, во металопреработувачката индустрија, се угасна. Рударството. Ние имам, нашето рударство беше едно од најпотентните во бакарот, цинкот, во оловото. Значи, ние едноставно уште не сме достигнале спира индустријската база од 90-та година ние во Македонија. Паѓаме. Значи, едноставно, тука лежи проблемот. Тој е напластен проблем и социопсихолошки, и економски, и во делот на, пак ќе кажем, па дури и семејно разградување, затоа што таа доктрина на постмодернизмот кој што се афирмира човекови права, граѓански слободи, ама се заборава граѓанската одност, државјанството, да, твоите индивидуални слободи се важни само тогаш ако се во заедницата. Оти имаме ние луѓе кои што веќе во Македонија индивидуална слобода е веќе си решија сами ќе го смениме ние Димитров и Заев, решија сами ќе го смениме името и си реше и го направија тоа. Ете, тоа е индивидуална слобода и граѓан, без одговорност, без одговорност и дури сега читаме, еве сега, тоа е блам. Не читаме дека некој златна виза добива во Дубај, некој таму седи во Дубај и гради не знам што гради, но македонската држава е должна да го повика и да каже извинете господине, да се легитимирате од каде ги градите тие, со кои средства ги градите тие објекти. Дубај интервенираше пред нас. Добро. И од кој доја таму гледаш дека Дубај се испразни. Спире, господин Мановски, како од нив нема многу радост. Како добро, ако почнаа да градат, нема кој да влезе, тие ќе го дават, ќе барат од тука луѓе во Дубај, ама не ќе може да најдат. Како го одлукувате ова, господин Мавровски? Не единствено нема фидбек од таа страна, речам, да помирување, што спомна амбасадорот, да биеме... Јас вака, слободно ти кажам, една работа, ова го разговаравме многу години. Значи, еве, лично бев задолжен едно време, македонските партии, вклучувајќи ги овие стручаците, седнавме сите и јас кажав, дај ги гледаме црвените линии на другите во Македонија. Дај да видиме кај се црвените линии на македонците. Значи, Тито Петковски беше оној, да не биде Љупчо, да не биде Бранко, седнавме и му кажав се, кажете до кај се црвените линии, на пониско ниво, да тргне од тука муабет. Така треба секогаш. И јас му викам, ние сме спремни за Македонија све. Зошто слободен? Затоа што ние до 90-та година тука немаше македонизмо, беше на нула. Ние сите бевме југословени. Србите, словенците, хрватите што добија најпоќе од Југославија, први се откажаја. Ние останавме до последно, ќе одиме, ќе се бориме, да ја ослободиме, да ја задржиме. Кој? Југославија? Еве ја нема Југославија. Ама ние не направивме Македонија. Значи, и првиот проблем е, тогаш кога ВМРО не кеше, СДС направи сојуз со, тогаш беше ДПА, ја зеде власта, како ја зеде, ама секоја така добиена власт, секој ти дава некои обврски, што години после тоа не можеш да се ослободиш. Ние влеговме да го довршам само, заврши на тоа дека сите ќе се консултират со председателите, на следниот состанок, абе не можеме вака, ќе видиме, ќе покаже времето. Времето покажа. За жал, покажа на наша
штета и ќе покажува уште поќе на наша штета. Тие цртичките што луѓето ги гледат е проблем. А ние не најдовме за згодно да речеме да, црвените линии на Македонија и кон Бугарија, и кон Србија, и кон Албанија, и кон не знам кој, се овие. Ние сме македонци. Така? И секој што живее во оваа држава, прво е македонец. Господин Ѓорчев знај. Јас секојаш велев македонец со албанско етничко потекло. Еднаш не реков албанец, затоа што албанец може да си во Албанија, овде не можеш да видиш албанец. Така? И немам ништо против луѓето. Јас му кажав дека имам многу пријатели, но во Македонија не гледам потреба ова што го правиме. Ние са ове биле 13%, 20%, 2% и ние што ќе стигнеме. Еве сега и то проблемот е што секогаш почнуваат некои вакви битки што знаат дека негде е што викаш ти договорената работа. Последно еве за спортот, знај Марија дека сум многу по спортот. Значи она што се случи некаде на финалето на Купот на Македонија, тоа е катастрофа, тоа е почеток на нешто што ќе биде катастрофично. Значи ништо не беше случајно. Значи не можеш ти во Македонија финале на Куп на Македонија да немаш ни едно македонско знаме и во контекст на последни омуаве. Јас кога ќе видам некоја плаката овесена преку цела трибина и на неја стои балисти, јас може не сум многу вака да речам, добро, за историја можам многу да зборам, ама балистите, јас колку што знам, беа на другата страна. А сега, балисти во Србија имало четници, така, во Хрватска имало усташи. Само ден денес, еве Хајдук, тие може да бидат кон ХДЗ, кон, не знам, Вучич, кон ове, кон, ама тоа е една работа. Јавно вака на стадион, дали си видел некаде да пише четници? Нема, може ќе носи некој тука на челото, така. Ама не да го оставлja се навивачка група балисти. И што ќе правиме сега? Кој ги подрива тие апетити? Мене ми е јасно, Маријан знае, значи со тие подривања на апетитите стигнавме 2001 до војна. Ова што кажа господин Ѓорчев, беа замолени СДС, влегоја и до кога влегоја? Да не ги пуштат хеликоптери да се кренат авиони, многу работи ги направија и на крајот пред избори 3 месеци ние завршивме нашата работа и се повлекоја. И ние уште не почнат изборите, ВМРО веќе беше изгубен. И тоа го знаевме сите. Морам да на ме толку прашам. не, ама слушајме сега ова, Слободан. Да. На толку направени работи, еве господин Ѓорчев беше дел од таа влада. На толку направени работи во тие 4 години, што луѓето никој пат нема да ги заборат, ние стигнавме на крајот да видиме катастрофално поразени. Тоа го нема нигде. Кој сакате да прашате? Еден одговор на... Не сакам, верујте, такви луѓе не сакам да ги спомнам ова прекрасна света емисија во секој случај, Гласот на народот, но човекот кој го испратија, јас секојаш велам тоа, тој се сеќава, тој се вратил да се повикувам на времето во секој случај, нема проблем. Дојде, се сеќавате тоа познатиот Messenger Boy, човекот кој го донесе документот познат кардиналска сеанса, а после го квалификува Охридски договор, човекот кој го донесе од Берлин, Фрчковски со еден збор, да не дам сега асоцијации. Колку му звале комплимент и епитети. Не, сакам, значи, човекот кој пред некој ден го читам, кој човек? вика, ВМРО и таа власт беа неспособни, требаше да ја расчистат ситуацијата, Запад Солана им даде можност и тие неуспешно ја спроведоа и дојда MPRA, како беше, и ги извлекоа, ги однесоа во Косово. Дали е толку, колку е често да се дава тако квалификат на македонската безбедност, на одбранбена сила и доброволци, кои се бори и дадоа 100 животи, бројка да речам, беа куќи завиени во црно. Како го толкувате? Јас тој политички амбиент ќе го финиширам со тоа прашање. Амбасадоре, можете вие од такви таленти и такви изјави? Како можем да го толкувам? Не треба тука ништо да толкуваме. Тој човек беше ангажиран доста Димовска и беше советник и председател од Трајковски. Во тој упрвувачки механизам од ВМРО ДПМН, тој беше во структурата кај председател од Трајковски. Тој и господин Владо Поповски беа клучните советници на председател Трајковски на преговорите во Охрид. И сега тој кажува дека ВМРО било неспособно. Може би мисли на самиот себе си. Тој беше таму. Тој беше
поставен од ВМРО да дава совети и на СДСМ, и на ВМРО ДПМН, и на ПДП, и на ДПА. Мислам, јас бев во Охрид 40 и кусур дена и знам точно, затоа ме зачудуваат вакви констатации. Значи, тој човек има амнезија и не се сеќава каква функција имаше кај госпоѓа Димовска. Таа беше многу лична, јака личност во тогашното политичко раководство на ВМРО ДПМН и таа се подпираше многу на господинот Врачковски. Тие беа пријатели, тие се од исти крај, роднокрајски крај, таму од Западна Македонија, и тоа се факти. И сега тој говори, може би тој знае нешто што јас не знам за односите меѓу председателот и премиерот, но факт е дека тој со Трајковски, со Димовска беше многу близок. Де факто тој учествуваше во сите клучни одлуки за донесување на сето што се разрешница на македонскиот воен конфликт, во кој што Македонија нема никаква вина. Тука едноставно беа појавени терористи, нападените на... Кој и самиот Солана ги нарекол терористи. Не само Солана, генералниот секретар на Џорџ Роберсон на НАТО. Во моето интервју. Значи, тоа, и тука такви констатации ме чудат, значи да се нема толку сенс. Значи, јас кога нешто јас сум бил у техничка влада. Сум соработил со Бучковски, кој што стана подоцна и премиер, со Милинка Митрева, Бог да прости, со тие бевме влада. Но тие влегоа во владата да не слушат на 15 септември. Ние на крај бевме доведени до тоа, партијата беше во една страшна криза после. Да. И во тој контекст тоа е една друга работа. Тоа е вистината. Тоа е вистината. Да не забораваме уште една работа. Значи со него директно, значи тој е човекот кој беше министер за внатрешни работи при атентатот на господинот Глигоров, кој почна да ги бара песоците по Киселавова. Значи да не забораваме работи што не се заборават. Значи најдна сега тој испаѓа најчистиот човек. Ја не знам, јас еве ти кажам вака најотворено, не можам ни да го слушам, ни да го гледам. Значи како да ти кажам, прави една антипатија кон секој оној што се чувствува македонски. Значи јас него го разбирам дека има проблем, ама тој е негов проблем, не е мој проблем. Тој даде една колумна 2005 година, Македонија е се што имаме. Мислам, дали го копираше председателот Киро Глигоров и не смееме да се за дневник даде колумна, јас повеќе пати ја само пуштам. Киро го даде, тоа беше и тоа беше. И вели не смееме да преговараме за името, за идентитетот, се тоа. А мене Метју Нимиц лично во интервјуто кажа дека под маса се продава името. Ама поентата е следна, ние пак збориме оно што го говориме цело време. Во Македонија треба еднаш да отворено се каже, отворено кажам во емисија кај вас со пријатели, за оно што јас го знам и дека сме настојувале и во парламент кога сум бил, во собрание наше, во влада, на локално ниво, да градиме кохезија со другите политички субјекти, затоа што само единството и взаимното дејство може да не доведе до истата цел. А вакви спуштање на нивото, ова е спуштање на нивото. Вие да заборавите што сте биле. Па вие треба да кажете Врачковски и Владо Поповски прво одеа, еве ќе ви кажам пикантерија. Значи наутро се одеше, тие добиваа од Борис Трајковски одредени да речеме сознанија за тоа како треба да се одвиват работите, одеа кај Пердио и Леотар, па не собираа нас да ни кажат што е заклучено, тие ни пренесуваа. Па ние после седнувавме одално, јас, Димовска и Ѓоргиевски, поодално Црвенковски, Шекеринска, Тито Петковски, тие повеќе пати се менувани, бевме стандардна тројка која што седевме таму во Охрид. И потоа вечерта седнувавме заедно со председателот, ако требаше со председател, ако не само партиите, и разговаравме што тоа е прифатливо како точка, како запирка, како додавка, тој член, анекс А, уставни измени, анекс Б, новите закони, анекс С. Учествувале во све. Да, значи тие точно се упатени во сите и сега некој да заборави дека бил дел од таа политичка констелација, дека бил клучен советник на председателот, тоа е веќе нонсенс. Тука нема простор да се дискутира на нешто, не треба да без разлика. Јас сум бил толку години во политиката, кај што едноставно работи треба да се именуваат со точно име. Не може вака да се зборува ВМРО било неспособно да ги изведе од Арачиново. Па
Кој беше способен? Кој ги изведе? кој ги изведе да рачинува? Пак македонската сила, македонската армија, македонските политичари, преговори со Европската унија го изведува тој процес, го изведува. Тогаш загрозено било Скопје. Поранешен премиер амнестиран градоначалник имавме кој извадил тоа друштвото, како се викаше таа организација на ветерани, воени ветерани на Македонија, кој видоа документ каде што Зоран Заев извадил документ дека е ментално болен или некоја таква диагноза. Тоа не битно, тоа... Не сакам да ме прашам колку е тоа перверзно да речам. Битно е слободно ова што кажува Марија. Значи има документи, има сознание, има депеши, има 300 работи, кај што луѓето стигнале до местото и некој се јавил, што викаме ние од погоре. Повлечете се. Дали бил тој, повлечете се. Би било минирано, сега идеме од таму, не е ништо минирано. Не повлечете се. Значи, јас ова не го говорам. Јас сум поможил кај што сум можел да поможам. Ама, тие што биле таму на терен, ти за многу работи сега, знаеш, сите се херои сега. Овој што рече, некој го нема, некој тогаш го немало, некој сега го нема. Поентата е дека не можеме да бегаме од тоа што сме били, што сме работили, да кажеме дека тогаш ние не знаеме. Јас не сум бил во Украина. Од денес почнува. Значи, јас не сум бил во Украина за набавката на оружјето, туку бил некој друг, ама сум бил 3 пати. Пратен од премиерот и од председателот. Да, ма и на влада се разговарало. И на влада се разговарало на тоа. Вие Вие мора да дадите отчет за тоа што сте били во Украина. Вие мора да реферирате на тајна седница за што се работи. Мора македонската економија да извезе многу продукти за да може да го платите тоа што го купувате. Па се прават стратегии и вие не може да се амнестирате од тоа дека не сте оделе во Украина. Тамам работа, значи не може така. Јас едноставно, па тоа е спуштање на нивото на македонската политика. Тоа е таа теза дека Толку не чини денес. не чини страшно. Тоа што е тако. Тоа не чини дека не сме кадарни, ама само ќе кажам последна работа. Се лажат многу сите во Македонија, независно на која етничка заедница припаѓа, дали на конститутивната македонска нација или националните малцинства, кои што мислат дека некој друг од Европа повеќе ќе се грижи за Македонија од нас самите. Ако ние не се грижиме за нас, независно државјани на Македонија сите, од граѓанската аланса тука, македонско државјанство, сите да се грижиме, македонци, припадници на националните малцинства, сите во Македонија, тогаш ќе имаме држава. А ваквите спуштање на нивота, ваквата поделеност, тоа никогаш нема да не доведе до некаква кохезија национална, да можеме Македонија да ја браниме со граѓанска лојалност, со чувство на одговорност кон државата. Оти ние сите треба да бидеме одговорни кон државата. Независно Тоа се сите политички. Со оглед дека ќе ги споштувам договорот, знаете дека јас сум автор на оваа програма и никош и секој сакам мојот соговорник да упати порака. Со оглед реков дека 60 минути ќе бидем со вас, останатите исто сме 90 заедно. Ќе говориме за енергетската ситуација во Македонија и во светот. Ќе го препуштам на Спириот и Да. тој експерт за тоа. Која е вашата порака? Ова е вашата камера. Па пораката секојаш еве тука повеќе пати во вашата емисија, секојаш говориме за Македонија, дека ние, пак ќе кажам, Македонија има само една единствена шанса во тој дел дека нашиот народ од почетокот на борбата за македонска држава или како што се вели социјална правда, се боревме да создадиме во услови каде што сите околу нас беа монархии. Само ние се боревме за Народна република, за широко изразена народна волја на сите, на целото население во Македонија, независно кон која етничка заедница припаѓа, да создадиме македонска држава, како во кој што субстрат ќе биде македонската нација и не смееме тоа никош да заборавиме дека основното лого на борбата за самостојна независна Македонија е Македонија на македонците. И дури потоа ќе успееме да изградиме држава така што треба, затоа што Србија е на србите, Бугарија е на бугарите, Грција на грците, Албанија на албанците, Македонија нема друго освен да биде на македонците. И благодарам многу и посакувам добро здравје за многу години и мен само на добар ден сме собрани. Да. Еве понеделник ни е Свети Кирил Методи. Голем ден за нашето образование, за нашето писмо, за нашиот јазик и сето она што значи Македонија со својот коренов систем. Почитувани, одиме се еден джингл,
И се враќаме од студиото, останете со нас. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Гласот. Да, во ред, со оглед дека интерактивна емисија, не пречи овој джингл што влезе. Рековме дека вообичаено форматот е 90 минути, за волја на вистината да биде што поинтересен, имаме една така добра стратегија да внесам два госта кои ќе дадат своји видувања и анализи за што тоа е актуелно во државата. Офативме за тоа што не значи дека нема да фатиме во наредните 30 минути дел за ова што не мачи ова политика во делот на бугарскиот диктат, што е актуелно и се тона, но не можам да не спомнам со експертот за енергетиката, а врзано за големите криминални дејанија што се случува во изминатиот период, особено во последните 7 години, нема 7, скоро 9 доаѓа пред 9 години, кога власта беше насадена, токму насадена, октруирана. Дојда политички субјекти кои има јасна задача, тоа е да се смени името, ништо повеќе. Ни енергетика, ни економија, ни капитални инвестиции, се мисли на СДСМ и ДОИ. Тази информација, најфреш што се вика, е околу бегалецот Васко Ковачевски викан Колбасо, поранешен директор на РЕК Битола, па на ЕСМ и така, и неговата, тој е сега табула раса. Значи, кој бебенце родено. Бела книга. Ниту едно обвинение. Господине Мавровски, ве молам, дали е табула раса Колбасо? Значи, јас ќе кажам вака, за господинот Ковачевски имав доволно време и можности да говорам едно 5-6 години наназад, и кога бев уште вработен во РЕК Битола, многу пати го повикував, дали е на дебата, дали во разговор со некој други, дојдов до едно сознание дека човекот има проблем. Значи, неговиот проблем, јас мислев дека проблемот е што не сака, дека не знае, му предложив и да викне луѓе од комбинатот и да седниме, да разговараме во интерес на граѓаните на Македонија, да се разјаснат некои работи. И за Македонија? Точно за Македонија. И дојдов до сознание, не е тој само дека не знае, туку тоа е катастрофа и лажи. Значи, двете работи поврзани заедно донесоа до некои сознанија, сега господинот Ѓорчев замина, но сознанијата кои се? Значи, ова што го зборавме за Дубај, ова што зборавме за некои феноменални инвестиции од 8 милиарди евра, од тие 4 милиарди ќе бидат во енергетика вложени, то се негови збори, но ниеднаш не пропушти за цело тоа време да кажи дека тој и владата на Република Македонија. Значи, тука е другиот Ковачевски, пред него Димитар Ковачевски, Заев, и цело време дека тие се луѓето што ја поддржаат комбинатот, го поддржуваат и дека во сите инвестиции наредни што ќе ги направиме, ќе се крени производство, ќе отвориме нов рудник, некои небулозни изјави за рудникот го Живојно. Тоа беше пред 4 години 5. Јас до крајот на годината ќе има 500.000 тони јаглен од Живојно, а место од Живојно се носеше од Албанија. Албанија, за ваше сознание и за гледачите, значи до ден денес нема рудник на јаглен и нема термоелектрана на јаглен. Значи Албанија и денеска е скоро 100% зависна од водата, хидроенергија, и тоа е све што има. Па како Еве сега ова што го зборавме сега, дека еден ден може ќе се направи таа гасна електрана, ќе се направи на нафта, ги има на некои бродови како
за припомош, затоа што имаше големи рестрикции во Албанија, го нема и тоа. Но господинот Ковачевски дојде во една таква ситуација за еден трансформатор кој што не се сеќавате баш во најголемата енергетска криза што беше во светот, вклучувајќи ја тука и Македонија, тој трансформатор една година остана цел блок да не работи заради трансформатор. Тој трансформатор прво ќе се поправа, ќе се прави, па нашол некоја можност, не знам од каде, дека ќе се купи нов, тој кошташе само 6 милиони евра. Па носењето негово беше од приказните за отворањето или слегувањето на месечината. Еве сега до тука дојде на конвојо, полиција пред него, полиција зад него, па мосто да не падни, па да видиме до кај е стигнат. И сето тоа така, после една година, трансформаторот дојде, но во техниката се е мерливо. И се можеме да измериме. Толку месеци, години не работа, значи то по сегашните цени или локалните цени, беше штета негде од може 150 до 200 милиони евра, тој кошташе само 6, а по тогашните цени над 500 и 600 милиони евра. Сега за мене тоа е ништо, тоа е многу поголемо, 3 пати поголемо отколку ова сега со мазут. Ова со мазутот, јас не сум правник, а што рече господин Омарја, многу пати во парламентот сум расправал со министри за правда, за ова, за она, и не можам да разберам дека некој судија, а судите 2004 година, за моја жалост, разбрав како се избират и едноставно бев фрапиран. Имаше суди за кои што ги познавав, не лично, но преку луѓе што работат во судот, едноставно се распрашав како пратеник како се овие луѓе. Значи, кој вреди од ове, кој не вреди, и луѓето кажуват, ове може, ове не може. Но кога дојде гласањето, од 124, мислам дека беа суди, 117 се изгласа без еден збор, никој да каже ништо. 7 луѓе, што некој кажал, или клал, дали звездичка, дали лавче, не знам шо клал, тие 7 луѓе не беа избрани. Без да каже никој збор. Топ-таун. Значи, оди ова ситуација. И сега, ние викаме, ВМРО може ќе го партизира судството. Значи, тие луѓе што се тогаш примени, тие се уште на работа. Ако имале тогаш 30 години, 2004-та, сега се 50 и нешто години. И тие се уште на работа, тие се уште во судоите. Значи, ни тогаш не биле независни, денеска уште помалку. Затоа што, како можете вие на, ајде да не речеме криминал, за дело што коштало 167 милиони евра, да носите ослободителна пресуда или то дело не постои, што викаја бугарите, тази дупка не е дупка, и крај. Значи, експертиза и во медицината, знаете, значи, за најмала работа се бара стручно мислење, така, тројца, комисија, не знам колку. Во медицината, овде кај што е техника, кај што е се мерливо, значи и тогаш се кажуваше дека тој мазут не може да ви земе под таа цена. Тој мазут беше канцероген, имаше многу работи. Сега се јавуваат некои организации од зелените, од ова, од она. 4000 годишно умираат од канцер. Значи, имаме сериозни проблеми. Значи, претходно, ова, истиот тој човек застанваше пред блоковите во РЕК, еве да ви кажам и денес првиот блок не работи. Човекот не знаеше дали е блок, дали е оджак, дали е разладна кула, ама важно не работи. Тој човек стана генерален директор. Не само на РЕК, туку на ЕСАМ. Тој е главниот што одговараше во овие ситуации. Владата и ние од ЕСАМ. И тој човек сега го нема. Значи јас, ако мене ми е чиста совеста, нема да дозволам никој да плука по мене. Јас сум тука. Сум бил и тога сум и тука денес и ќе бидам, друг сум жив, ќе бидам овде. Не гледам друга алтернатива. Ама, ако ми е чиста совест, ако не ми е чиста совест, да шопрам.
го нема нигде. Никој не го бара. Ако е чист, зашто бега тоа? Никој не го бара, така. Значи тој си замина. Тој за да одиш, јас и ти Слободан 3 дена не можеме во Лерин да останеме. Зато треба пари, така. Треба си хотел ова, она. Нема што. Значи луѓето, еве ги, едните градат хотели, згради во Дубај, другиот заминал на Нов Зеланд или не знам кај, убаво му е сонце, убава климата таму била поуба. Сега тие луѓе што му даваме ние на овие наредни директори што сега се избрани и што ќе треба утре да одговарат за нештото. После вакви ситуации имаме сериозен проблем. Ќе продолжат истиот пат, кој тој што ги направи. Значи, вика вака, ако со овој не сте направиле ништо, а го прогласвате за најголем криминалец, Нема казнивост. и сега, башка на ова, значи, читам дека господинот Али Ахмети Реагира. и кој реагира, па И со закани, ќе со оде закани. во Американска амбасада, не знам ова. Значи, вака, ова е држава, допре разговаравме, на македонците и сите што живеат во неа. Што ја сакат и Така, почетуват кој значи тој што сака е овде. Тој што не ике слободно може да си оди. Но вие во оваа држава, кај што и вие сте дел од таа власт, сте биле до вчера. Сте имале министри, така стигнале до председатели на парламент на ова. Сега, вие не признавате ништо, ќе одиме кај Американскиот амбасадор. Американскиот амбасадор, како да ви кажам, колку за ланскиот снег, толку Го засега. и за Ковачевски, и за Трајковски, и за не знам кој, тука ќе заврши таа приказна. Толку е. Повратна информација неаме. Македонија дека тони. Во Како би го енергетиката. демонтирале обвинителството што вели нема грешка тука, нема никакво основнение за криминал? Значи, јас не знам правно, но мислам дека ако е ова некој почеток на нештото, да имаш до Врховен суд, до не знам каде, значи ова мора да се истера до крај. Ако не се направи то, вие немате после морална исправност било кого да обвините за било што. Затоа што во моментот во светот се случуваат многу такви трансформации во полето на енергетиката. Имаме сериозни работи кои што јас како што гледам не се, пошто еве го и премиерот е дел од сето тоа, бевме едно време заедно во ЕСАМА, значи свесноста, законите кои што треба да ги носиме, значи таа трансформација ќе се случи, но дори да стигнеме до трансформацијата, значи зборавме рек Битола и термоелектраните во овој момент се потребни и мора да работат. Значи да ги донесеме во исправна состојба. Во секоја држава, се извинам, зборат за човековата средина и за и за environment и за енергетика. Значи Кај нас не се посветува внимание, се извинам само правим на дигресија. Во времето на Заев и Ахмети беше даден чебрен на грчка компанија да управува, односно да ја огради и како беше тоа години да ја менаџира над 50, на 20 години. 50 години за 1 милиарда, значи јас бев дел од тој инженерски кадар кој застана строго да не се дава на друга компанија, посебно на грчка, затоа што јас мислам дека нивниот интерес беше повеќе да ги користат водите за Солунското поле, отколку како некој енергетски објект. Но сега, за да го оправдаме сетото, ова што го кажа, значи ред е чебрен веќе да се дај и како држава еднаш да застанеме здраво и да го направиме тој објект, ни е неопходен. Не случајно ве прашувам, бидејќи председател на владата, на неодамнешната средба со американски инвеститори даде, медиумите пренесува еден предлог да користење експлоатација на антимонот, кој се наоѓа во Крива Паланка, и гранчалникот од СДСМ даде зелено светло ако нема штета на граѓанството, бидејќи ќе се развие општината. А со тоа обврска има американската компанија, значи да го изгради без денар, а во собственост на Македонија, 1 милиарда евра. Дали е тоа добра сделка во интерес на Македонија? Јас мислам дека тоа е добра сделка, но ова првото што го кажавте,
Значи треба да се разгледаат сите аспекти во однос на еколошката заштита. Оти кај нас, значи сме имале ситуации кога веќе е договорена изградба Света Петка на хидроелектрани и на други места, кај што во тоа зелените повторно излегуваат и ова нема да се направи, ќе се загрози видот, не знам, пчелите, не знам, птици немало да има. Сето тоа, значи, јас цел живот сум го поминал во руднику. Па во бивша Југославија исто се користеа Значи, рудите. можам да кажам една работа. Без тој развој не би имало ништо. Секако. Значи и денес, ако немаме енергетиката, ако немаме хидроелектрана, Се која ќе враќаме го кај една поддржи, доба. значи ништо немаме. Значи ќе имаме до тогаш кога ќе имаме пари. Значи струјата е берзански производ, како што денес купуваме нафта, бензин, газ, гасот како решение. Аз викам, еве 2040 е многу близко и гасот веќе ќе се забрани. Исто како јаглено што се бара сега. Но, слободен, во овој момент има една голема препрека и во Европската Унија и воопшто во светот. После ова криза, со гасот, со нафтата, со Иран, значи во светот почнува една друга битка и повторно се враќа нуклеарна енергија. Јас велам, јас сум лично против нуклеарната енергија. Зошто? Два пати ги имавме. Имавме Фукушима, имавме Чернобил. Чернобил, многу добро паметам, значи цела Европа беше загрозена, така и за до ден денес таму е уште катастрофа и жариште. Сега, Европа е толку колку што е. Аз кажав пред, еве ги, Белгија се враќа со 7 електрани, Франција ги работат скоро сите. Германците заради зелените, тогаш влегува во влада, ако текнува, тие направија Јошка Фишер беше тоа што. така беше нуклеарната енергија ја исклучуваме. Сега, пред некоја година и термоенергијата исклучија и сега купат струја и идат во една економска загрозена ситуација. Значи, ние како Македонија цел живот го имаме рек Битола, не цел живот, али во овој век на развој од 76 година почна рудникот, 82-та, значи почнува блок по блок, 84-та, 88-та. Дали е доволно рек Битола за Македонија? Беше доволно, оти третиот блок беше правен за веќе имаше развој економијата. Да. Развојот беше, значи за Фени и за Југохрум. Така. Тој блок требаше струјата од тој блок ние искористивме премногу, да речем, јаглен. И секогаш имавме зголемено производство, направени многу работи, ама како за вработени од рек, значи може би видеа приватни фирми како Фени и Југохрум добија големи пари од државата, зборам, пошто тогаш беше рек Битола државен проект. И поим. Така, и тие по некои безвредни цени му се продаваја, ако ќе рачунате дека во Фени цената на струјата учествува во цената на производот со 70%, а вие не добивате од тоа, добивате само цената колку на производот, тоа е малце нелогично. Тоа го зборав цел живот, од тоа не остана ништо, Фени индустри се направи, Фени индустри ти имаш во моментот во бирото, имаш поќе тука работи од колку што имаја тие кога влегове во стечај. Така да стечајна маса апсолутно ништо не остана, ни за вработени, ни ништо. Да завршиме со оглед дека влагаме во финалето на емисијата, го начнавме тој гангрерозен тип на криминал што обвинителството го стави во фиока под покровителство како што пренесуваат медиумите и обвинува власта. Тоа е Абази, првиот човек на обвинителството за организиран криминал. Каде води сето ова и воено би ве замолил со оглед до тоа која е вашата порака пропо сето ова. Тоа е вашата камера. Мојата порака, цел живот говорам дека секој што сгрешил треба да одговара. Дефинитивно, ако тоа го нема, без разлика кој од која политичка партија е, секоја грешка, посебно грешките насочени кон државата, против државата, апсолутно за народот да почувствува дека ова е држава на сите нас.
Вие не можете да се однесувате толку неодговорно, да прифаќате договори и да правите некои спогодби кои што последица имаат не за тие што се со вас како генерација, туку генерации и генерации после нас. Ги носиме во една ситуација да не може да излезат и сега вие сте горди дека вие го донесовте тоа, а тоа е против државата. И упорно не убедвате сите дека тоа што го направија во тој момент е единственото што можеше да се направи. Апсолутно неточно. Значи, јас викам секој што направил грешка, секојаш во животот е така, и личните работи, значи секој што направил грешка треба да одговара. Имате намерни грешки, имате ненамерни грешки. Но, овие грешки се катастрофални во однос на народот, во однос на државата. И тука не би требало да има за мене милост кон никој. Кој сака нека биде, значи, ние сме тука, ова држава да оди напред. За нашите деца, за нашите внуци. Ние направивме што направивме, но секој треба да остави образ. Ако не оставите образ, парите се денес ги имате, утре ги немате и тука таа приказна ќе заврши. И не е уред. Така. Почитувани, еве ја да кажам некој збор со оглед дека ова емисија беше пригодна за 26 години од вашиот интерактивен форум Прва Македонија, гласот на народот. 26 години помина, се менуваа власти, се менуваат премиери, се менуваат партии, но Македонија остана исправена само кога народот не молчеше. Вечера слушнавме многу тешки, но важни вистини за Европа, за Бугарија, за криминалот, за системот, за стравот, но и за достоинството. Бидејќи, држава без правда не може да биде силна, а народот без достоинство не може да биде слободен. Гласот на народот 26 години постои затоа што Македонија се уште има луѓе што ја паметат, чувствуваат и одбиваат да се предадат. Ви благодарам на довербата ни сите овие изминати години. Господин Мавровски, мој драг Спире, како добар стар пријател, пред се ти благодарам што беше мој соговорник во овие 90 минути заедно со амбасадорот Маријан Ѓорчев. Еве спроти големиот празник сме Кирил Методи, кој исто така нашето светилиште, нашиот патокас, нашиот фенер, нашиот компас, каде треба се движиме и колку треба да се ја сакаме и почитуваме пред се Македонија, македонскиот идентитет и јазик. Точно така, благодарам за поканата, ви посакувам уште многу години, успешна работа. Се надевам ќе имаме можност да разгледаме некои работи вака до подробности, да стигнеме до некоја вистина. И јас ми е голем предизвик што бевте вечер во гласот на народот и побарање и на гледачите, да бидам искрен. Гледачите бара, инсистира да ве поканам, со оглед дека медиумите одат кој како први, така и втор, без да барат генезата на случајот. Реков дека Васко Ковачевски викан колбасо не може да биде табула раза или што туку роден. Тој треба да се појави пред лицето на правдата. Ја не сум судија, нито обвинител. Јас сум само еден новинар кој се бори за правдата и вистината за Македонија. Бите живи и здрави, од моје име, од моите почитувана екипа, Кристина Томич, Иван Алексовска и Владимир Котевски, ви посакуваме пријатни вечери со програмите на Вистинска телевизија и празникот да го поминете во вистинска атмосфера, но немојте, ве молам, додите на шопинг долу, дајте, посетете ги храмовите, имаме доста храмови кои го носат името на овие светители и заедно еве со господинот Спире Мавровски, верувам дека ќе ве видиме во некој од храмовите. Уште еднашка, благодарам. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.